Нека g от t е еднакво на t на квадрат, кога t е по-големо или еднакво на 0, и t минус 2, кога t е по-мало од 0. Да се определат темените лимеси и вредноста на функцијата во 0. Најпрво да забележиме дека во оваа задача имаме функција дефинирана по делови. Најпрво ќе определиме лимесот од g од t кога t тежи кон 0 одлево. Лево од нулата функцијата е дефинирана, односно определена со овој дел тука, односно со правилото t минус 2. Па треба, кога го присметуваме лимесот, да го земеме, таа формула, односно тоа правило. Имаме лимес од t минус 2, напоменувам бидејќи бараме лево од нулата, треба да го земеме изразот со кој што ни е дефинирана функцијата лево од нулата. Имаме лимес од t минус 2 кога t тежи кон 0. Одлево или ова е лимес од t минус лимес од 2, лимес од t е 0 минус 2, конечно за лимесот на g од t кога t тежи кон 0 минус имаме така еднаков на минус 2. Понатака продолжуваме со определување на десниот лимес во точка t еднакво на 0, односно треба да определиме лимесот g од t кога t тежи кон 0 од десно. Сега имаме лимес. Во овој случај го земаме изразот со кој што ни е дефинирана функцијата за вредности на t поголеми или еднакви на 0, бидејќи овде вака бараме лимес десно од нулата. Па така тоа е формулата t на квадрат, изразот t на квадрат, кај лимесот се разбира имаме t тежи кон 0 плюс имаме лимесот 0 на квадрат, тоа е 0. Десниот лимес е еднаков на 0. Десниот на лимес на функцијата g од t во точка 0 е еднаков на 0. Лимесот на функцијата g од t кога t тежи кон 0 не постои, бидејќи левиот лимес на g од t кога t тежи кон 0 минус е различен од лимесот од g од t кога t тежи кон 0 од десно. Значи, лимесот на функцијата g од t во точка t еднакво на 0 не постои. Имам уште едно барање да го определиме g од 0. Вредноста на функцијата во 0 ја определуваме на следен начин. За t еднакво на 0, значи и поголемо и еднакво да забележиме тука, на 0, треба да го земиме овај израз. Па g од 0 е 0 на квадрат, односно 0. Пример, доколку имаме g од минус 1, тоа е помало од 0, треба да земиме овај израз. И ке имаме минус 1 минус 2, тоа е минус 3. Доколку имаме g од 2, како и кај нулата, пак треба да го земиме првиот израз, бидејќи t е поголемо или еднакво на 0, бидејќи 2t, па ќе добиеме 2 на квадрат е еднакво на 4.